Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Наредните 30 на минути ќе ги проследиме настаните кои ја одбележаа првата недела од месец февруари. Нови мерки за поквалитетен живот на младата популација во државата. Една од мерките е директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Сезоната за наводнување на земјоделските површини годинава хидросистемот Брегалница ќе започне на 14 април. Стартуваат подготовките за квалитетно наводнување на оризовите полиња. Неодамна во Штип беше формиран Центар за традиционална кинеска медицина. Се работи за прв ваков центар во Европа, кој државата го основа и финансира. Нови мерки за поквалитетен живот на младата популација во државата, најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Една од мерките е директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. За 2 месеци од страна на Груевски промовирани се вкупно 20 проекти насочени кон младите лица. Зборот е збор и има вредност само доколку се испочитува. Ветувањето има вредност ако се преточи во дело. Нашите ветувања се цврст договор со граѓаните. Вака денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги промовираше новите 6 мерки. Директно вработување за 100 најдобри студенти во Македонија е една од новите мерки која ќе биде сериозен стимул за најдобрите студенти кои се посветили на образованието. Првиот проект е вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Значи автоматско, законско, директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Ова е најсилен поттик за оние кои се трудат и инвестираат во своето образование. Со оваа мерка се предвидува најдобрите студенти на додипломски студии од секоја учебна година кои дипломирале на државните универзитети во Македонија, да бидат вработени во јавната администрација, во акционерските друштва каде државата има доминантна собственост или пак некоја соодветна на образованието јавна установа. Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово ќе добијат нови скејт паркови. Вториот проект кој ќе го реализираме е проектот наречен Млади амбасадори, со кој на средношколците, кои доколку освојат награда на една од 12 меѓународни научни олимпијади, ќе им се додели стипендија во текот на 12 месеци по освојувањето на наградата. И тоа, за освоен златен медал по 12.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен сребрен медал 10.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен бронзен медал 8.000 денари месечно, за секој месец во текот на целата година. Третиот проект е изградба на нови скејт паркови во Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово. Со овој проект ќе се изградат нови скејт паркови во кои младите кои се занимаваат со екстремни спортови ќе можат да ги развиваат своите вештини, како и нивните врсници во Европа и во светот. Инаку, во изминатиот период, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски промовираше 10 владини мерки и идеи кои ќе го подобрат животот на младите во државата. Продолжуваме на тема здравство. Неодамна во Штип беше формиран Центар за традиционална кинеска медицина финансиран од државата. Тенденција е вакви центри после Штипскиот да се отворат и во други градови. Се работи за прв ваков центар во Европа кој државата го основа и финансира. Неодамна во Штип беше формиран Центар за традиционална кинеска медицина финансиран од државата. Тенденција е вакви центри после Штипскиот да се отворат и во други градови.
Се работи за прв ваков центар во Европа, кој државата го основа и финансира. Во следните месеци, експерти од Кина ќе бидат ангажирани за потребите на Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип. Тендерот за набавка на опрема за потребите на Центарот за традиционална кинеска медицина е во тек. Кадарот кој ќе работи во Центарот во Штип помина на 10-месечна обука во Пекинг, Народна република Кина. Сите вработени во Центарот за традиционална кинеска медицина се едуцирани во Кина, а потоа тие заминаа заедно и беа на 10-месечна обука. Значи тоа е еден од условите, се стекнаа со сертификати од универзитетските болници каде што им беше помината нивната обука, се здобија со знаење, си го полагаа на крај завршниот испит за да си ги добија сите овие сертификати и ги исполнуваат сите услови кои што треба да ги исполнат според законот за комплементарна и алтернативна медицина. Традиционалната кинеска медицина најголем ефект дава во отстранување на болката. Без разлика од потеглото на болката. Значи, тоа се најбрзи резултати, не најдобри резултати, бидејќи кога станува збор за акутна болка и кога веднаш се применуваат методите на традиционална кинеска медицина, за многу краток период се добиваат многу добри резултати и намалување и отстрнување на болката. Инаку кинеската медицина се применува кај голем број на болести, заболувања на респираторен систем, заболувања на гастроинтестинален систем, бубрежни заболувања на кардиоваскуларен систем, хипертензии, тахикарди и други аритми. Има голем успех при лекувањето на алергијата. Кинеската медицина како систем на лекување постои и се користи повеќе од 2000 години. Акупунктурата како главен дел на традиционалната кинеска медицина е најдолгиот континуирано употребуван систем на медицина во целиот свет, користен од милиони луѓе. Овој начин ќе се применува и во новоотворениот центар на традиционална кинеска медицина во Штип. Расте бројот на пациенти со грип. Најмногу на удар се децата кои го наполнија детското оделение на клиничката болница во Штип. Во прилог на ширење на вирусот е и почетокот на школската година. Лекарите советуваат зголемено ниво на хигиена и често проветрување на просториите. Во текот на изминатиот период на детско оделение при клиничка болница Штип забележан е пораст на пациенти со симптоми на грип. Според информација од началникот на оделението доктор Марина Гацова, само во текот на јануари месец евидентирани се 347 случаи. Доктор Гацова истакнува дека ова се должи на температурните разлики во текот на денот и на слабиот имунитет на децата. Тоа се деца со повисока температура, некаде и над 39 степени, која трае повеќе денови, повеќе деца од една иста фамилија или заедно со родителите, значи повеќе членови од фамилијата идат со иста симптоматологија. Некои се јавуваат на почетокот на симптомите, некои се јавуваат најчесто на нашето оделение после 3 до 4 дена од траењето на фебрилната состојба. Ние најчесто на оделението ги добиваме децата кои доаѓаат после неколку дена од лекувањето кај матичните лекари и тоа се деца кои имаат веќе компликации од првичната инфекција со ова инфлуенца. Значи со овој вирус. Така да тоа се деца кај кои инфекцијата веќе е спуштена над белите дробови, се јавуваат во состојба на обструктивен бронхит или пак на воспаление на белите дробови, односно пнеумонија. За да не дојде до оваа состојба, доктор Гацова со апел до родителите како да се спречи влошување на состојбата и заболување на долниот респираторен систем. Еден апел до родителите да сватат дека болеста си има свој тек. Значи, текот на болеста, особено оваа состојба кога се работи за клиничка симптоматологија на грип, си има свој тек и си бара свој третман. Домашно лекување, пиење на повеќе течности, проветрување на просториите, миење на рачиња, доколку возрастните се заболени, кивање, кашлање во марам, за да не се разнесува таа капковна инфекција, значи тој вирус и на тој начин се пренесува најчесто. И сето тоа ќе допринесе голем дел од тие дечиња кои доаѓаат кај нас да не стасаат до тој стадиум од болеста. Антибиотици да или не, овде сме секако двојбени и матичните лекари ја проценуваат ситуацијата и одлучуваат во кој момент и каде треба да се вклучи антибиотик или да се оди само со симптоматска терапија. Проветрувањето на просториите без разлика дали во домашни услови или во градинка и училиште треба да се случува повеќе пати во текот на денот, со што се допринесува за прочистување на воздухот. Продолжуваме на тема земјоделие. Откупот на тутун привршува со откупени над 80% од произведените количини. Оваа година постигната е откупна цена од 200 денари по килограм.
Финишира откупот на тутун во Штипско-Карбинскиот регион. На откупните пунктови без гушви и без проблеми се одвива оваа значајна активност. За ова придонесува и постигнатата просечна откупна цена од околу 200 денари за килограм, што не беше случај ланската година. Тутунот се откупува реално и без проблеми на задоволство на производителите. Негде се одвива цената од 185 до 210 и така се задоволни и негде сме откупени околу од 80 до 90 тона. До крајот на откупната сезона, која ќе трае до 15 март, се очекува да бидат откупени уште околу 50 тони. Во меѓувреме, земјоделските производители кои планираат и во новата сезона да одгледуваат тутун, треба да почнат со пријавувањето. Па сега за новата сезона треба да почнат од 1 март и така да треба да земат пак луѓето евидентен лист за да склучат од подрачната единица од Министерството. Да се ваде имотни листови порано од ланската година, за да нема Навреме да завршат. Да, навреме да завршат со евидентните листови. Инаку што се однесува до површините, тие од година во година се намалуваат. Причина за тоа покрај другото е што многу семејства од јуручките села во Плачковичко заминуваат на работа во странство. Годинава сезоната за наводнување на земјоделските површини, хидросистемот Брегалница ќе ја започне на 14 април. Стартуваа подготовките за квалитетно наводнување на оризните полиња. Комплетното раководство на новоформираното државно претпријатие за водостопанство на Македонија денеска оствари работна средба со градоначалниците на општините од источниот регион. На средбата се договорени потребните мерки заоспособување на главната и деталната каналска мрежа за навремен почеток на наводнителната сезона. Како што истакна директорот на водостопанство на Македонија Ромео Тренов на 15 април, сите водокорисници во подсистемите на Брегалница мора да добијат вода за наводнување. Целта ни е да се донесе вода, да се однесе вода до водокорисниците во моментот кога започнува сезоната, односно тоа е 14 април. На состанокот беа присутни 9 градоначалници, односно сите градоначалници кои што се под подружница на водостопанство Брегалница. Како што кажав, значи целта беше со нив да се консултираме, да ги видиме точните проблеми. Веќе денеска на пат е машина која ќе дојде и ќе влезе во полето, значи ќе почне со чистење. Понатаму во текот на наредниве денови ќе дојде уште една помала машина од скипер, која што исто така може да заврши работа во некои помали зафати. На крајот на февруари ќе ни дојде уште една машина и потоа во постапка е преговарањето за машини кои што ќе дојдат и овој дел од државата, значи кој што има објективно најмногу проблеми, но и најголем, ќе посветиме повеќе внимание за да може навремено да се пушта вода на водокорисниците. Значи можеме да ветиме дека ќе дадеме се од себе. Тоа е терен, значи се работи за теренска работа, не се работи за некаква канцелариска задача која што може да изработат неколку луѓе. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од подружницата Брегалница и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадам. Другото е терен. За тој дел од каналот, овој проблем го истакна градоначалникот на Зрновци и се договоривме во понеделник да се формира работна група која што ќе дојде на терен, ќе дојде од дирекција од Скопје и представници од водостопанската подружница Брегалница и представници на земјоделците, односно водокорисниците од таа страна на каналот, од левата страна на каналот, да се утврдат проблемите и да се види дали може нешто краткорочно да се направи. Значи, како што кажав, тоа е теренска работа, ова е прв ваков состанок. Понатаму за сите активности ќе бидете навремено известувани. Целокупната механизација со која располага водостопанство, како и механизацијата која ќе обезбедат општините, ќе биде вклучена во пробивање на каналите за квалитетна дистрибуција на вода. Во овој дел од годината акумулациите се во, да речем, нормална состојба, нема никакви
проблеми од некакви предупредувања дека може да има поплави, се разбира дека нема некои снегови води кои се очекуваат големи, така што и јесента и пролетта ова работа ни одеше во прилог, можам да кажам во прилог за нас, бидејќи сме ново формирани, па можеше да се случи веднаш уште првиот ден кога се формиравме да излегуваме на терен и да санираме штети од поплави или слично. Времето ни оди во корист и очекувам веќе се екипиравме и понатаму проблемите да ги санираме. Значи веќе тука се работи на тој дел, се чисти дел во реката Брегалница на територија на општина Карбинци. Исто така и се чисти оде во Чешиново, Блешиново, така наречениот Бугарски канал, тоа се средства од Министерството за животна средина и од Министерството за земјоделство, односно управата за водостопанство, така што веќе активностите се започнати и ние очекуваме да ги следиме состојбите, особено на овој дел и на другите, да речеме Пелагонија, Струмечките регион, каде што се подложни на проблеми од поплавување. Според договореното на состанокот, земјоделците од источниот дел на државата може да очекуваат квалитетна наводнителна сезона, што е основен предуслов за зголемено земјоделско производство. Рударите од Злетово и Тораница очекуваат брзо решавање на проблемот со неработењето на рудниците. Секое одлагање на термините за избор на нов концесионер е удар за рударските семејства, но и за рударските општини. Повторно неизвестна состојбата на вработените во рудникот за олово и цинк во Злетово, повторно одложена стечајната постапка. 27 јануари па 4 февруари беа термините кога беше закажано стечајното рочиште, односно собранието на доверители. Но за сега 16 февруари останува како последен најавен датум за решавање на судбината на 500 семејства во Пробиштип. Од побарање на стечениот управник и на стечениот судија одложено за 12 односно 16. Очекуваме во тој период да бидеме информирани од страна на стечениот управник за следните чекори кои што ќе бидат превземени и тогаш ќе имаме поконкретно сознание што ќе се случува со овие два рудника. Инаку од аспект на локални самоуправи, од аспект на градоначалник, ние навистина имаме многу сериозни проблеми со затварањето на рудниците, покрај големиот број на луѓе кои што останаа без работа. Со неисплатените плати на рударите во рудникот и со одложување на проблемот, освен што влијае врз економската состојба на вработените, ова влијае и врз целокупното локално стопанство во Пробиштип. Сепак надежта последна умира. Вработените кои не земале неколку плати, оптимисти дека ваквата состојба ќе се реши. Ја мислам дека надева се да биде нешто, па што знам. Ние не знаеме кој ќе биде, и тоа слушаме разговори меѓу другите. Инженерите некои туку што стануваат дека ќе се правило. Кога и некој русин требало да дојде. Пробиштип живее од овој рудник. Сите се надат и очекуваат ќе почне рудникот. И дај Боже дека почне. Знаеш колку семејства ќе се згрижат да почне рудник. Ова ја гледаш по улица све са рударија невработени. Овој нема работа, рудник затворен и не функционира. Секој е оптимист дека ќе почне, ја мислам. Најмалку за 2-3 месеца би треба да почне. Да се реши побрзо, да биде поквалитетно, односно да биде избрана најсериозната компанија која што ќе вложи во овие рудници, која што ќе планира долгорочно да ги подобрува условите за работа во овој индустријски капацитет и локалните власти оптимисти. Од неодамна сегашниот премиер Емил Димитриев истакна дека 6 компании пројавиле интерес за инвестирање во рудникот. Може би 4 или 5 компании кои што се навистина сериозни, имаат големо искуство во работењето и менаџирањето на рудници низ целиот свет. Се надевам дека некоја од овие компании ќе биде директно и посериозно заинтересирана, односно ќе биде избрана за да ги активира овие два индустријски капацитети. Се надевам дека и рударите ќе имаат разбирање и ќе бидат оптимистички расположени, иако навистина луѓето кои што работеа во рудникот Злетово и во рудникот Тораница се навистина во една многу тешка состојба и можеби најтешко е од се што се уште се држат во неизвестност, односно немаат на повидок конкретно решение.
Во неделата што измина, Македонија го одбележа денот на раѓањето на Гоце Делчев. 144 годишнината од раѓањето на великанот во Штип традиционално се одбележува со полагање цвеќе на спомен релефот кај училиштето каде учителствувал Делчев, а делчевчани му оддаваат почит на својот патрон. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите, е познатата мисла на Гоце Делчев. Со низ активности денес се одбележува 144 годишнината од раѓањето на идеологот на македонската револуционерна борба. Делегации на општината, политички партии, здруженија на граѓани и установи положија цвеќе на спомен плочата на Делчев во Штипско Новосело, каде учителствувал националниот херој. И Штип како град и Штипине се гордеат што Гоце Делчев е од нашата бурна штипска историја. Ние сме среќни што во одреден дел од својот живот тој бил учител во нашиот град, во Ново село. Тука ширел просвета, но истовремено ширел и револуционерна дејност. Голем број се генерациите на кои бил учител и тие станале дел од нашата исто така историја. Ние имаме обврска да го чуваме споменот за Гоце Делчев, затоа што народ кој не се сеќава за својата бурна историја, кој не ја почитува својата бурна историја, нема ни своја еднина. Така да денешниот ден мислам дека е празник за нашиот град и со радост го чествуваме овој ден. Покрај многуте институции и установи, името на великанот го носи и Штипскиот универзитет. Во народните преданија и кај народот, македонскиот народ се пренесува од колено на колено, меѓутоа потраен спомен од тоа да универзитетот го носи неговото име не можеше да се замисли во поглед на неговата величина, неговото значење за македонскиот народ и за македонската нација како таква. Во неговиот траен израз, да кажеме, во поглед на национално-освободителната борба за осамостојување на македонската држава како независна држава. Универзитетот со гордост и со чест и пиетет го носи името на Делчев и мислам дека се што досега правиме во прав смер и во права насока го презентираме тоа што тој го замисли за своите идеи во својата младост и во своето револуционерно делување во поглед на тоа што треба да биде македонскиот народ во својата култура и културен идентитет и во своето образование. Идеологот на македонската револуционерна борба е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш во семејството на Султана и Никола. Инаку Делчево денес го слави патронатот на градот кое го добило името според револуционерот Делчев во 50-тите години од минатиот век, а дотогаш се викало Царево село. Вчера околу 12 часот во Штип на улица Гоце Делчев, АИА 50 години од Штип, при изведување на градежни работи на објект во изградба, паднал од скеле и се здобил со повреди, а поради карактерот на повредите, истиот е пренесен во ургентниот центар во Скопје. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Северна Кореја денеска истрела ракета со голем досег, што според информација од оваа земја носела сателит, јави Јужнокоречкото министерство за одбрана. Лансирањето на ракетата е во спротивност со санкциите на Обединетите нации, што на Пјонкјанг му забранува да користи технологии за балистички ракети, пренесуваат британските медиуми. Ракетата е пресретната во 1 часот и 29 минути по Гринич и незината траекторија била над Жолтото море, се наведува во соопштението на Стратком. Северноамериканската воздушно-вселенска команда утврдила дека ракетата во ниту еден момент не се заканела на Северна Америка, се дополнува во соопштението. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го осуди стрелувањето и го повика Пјонкјанг да прекине со провокациите и да ги почитува своите обврски кон меѓународната заедница, пренесе ТАСС. Американскиот државен секретар Џон Кери го потврди одбрдбениот ангажман на неговата земја кон Јапонија и Јужна Кореја по севернокорејското лансирање на ракетата. Тој исто така кажа дека во Советот на безбедност на Обединетите нации ќе работи на значителни мерки за барање одговорност од Пјонкјанг. Австрија го поддржа денеска барањето на Унгарија за изградба на заштитна линија на Балканот и на прво место во Македонија за да се спречи приливот на мигранти при неспособноста на Грција да го зачува Шенген просторот, пренесе АФП. Навистина ни треба решение за надворешните граници, изјави австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц на состанокот во Амстердам, на кој се поканети балканските земји и Турција. Ако ние не се справиме на границата меѓу Турција и Грција, единствената опција е да соработуваме со Словенија, Хрватска, Србија и Македонија, за да го заштитиме за наше добро Шенген просторот, изјави Курц.
набројувајќи ги зоните кои мигрантите преминуваат по Грција со надеж да стигнат до Северна Европа. Унгарскиот премиер Виктор Орбан повика пред 2 недели да се изолира Грција со ограда, како да се создаде втора заштитна линија по должината на северната граница на земјата со Македонија и Бугарија. Петдневниот фестивал на Рио на Ора, Голотија и Диви носи започна во светлината на предупредувањето дека вирусот Зика може да се пренесува дури и преку бакнежи. Градоначалникот Едуардо Паез им го врачи големиот златен клуч на церемонијалниот каралот на карневалот Момо, кој вети спектакуларно шоу. Годинашниот мега настан се очекува да привлече 5 милиони луѓе. Оваа година карневалот низ Бразил почна по ценката на пренесување на вирусот од комарци Зика, кој предизвикува сериозни малформации кај бебињата на заразените мајки. Стравот од заразата ја здрви Латинска Америка придоби нов поттик по известувањето дека вирусот, за кој досега се претпоставуваше дека се пренесува само преку каснување на комарци, може да биде пренесен и преку плунка и урина. Шефот на институтот Фиокус во Рио де Жанеиро им препорачува на бремените жени да избегнуваат да се бакнуваат. Врвот на карневалот е во недела и понеделникот вечерта, кога во самбадром ќе се одржуваа надпреварување меѓу различни школи по самба. Женскиот ракометен клуб Вардар вчера на домашен терен извојува победа против шведскиот тим Савехов со резултатот 37:25. Триумфот беше очекуван и со новите 2 бода и поразот на Букурешт во Унгарија од Гер. Вардарки сега се пробија на 3-то место на табелата во групата. Со ова покажавме дека можеме и не смееме да застанеме тука. Имаме 10 дена за подготовка за следниот дуел и почнуваме да размислуваме за Букурешт. Едно е јасно, дека Вардар може да игра, но проблемот е да го покаже своето вистинско лице со секој ривал и на секој терен. Треба вака да продолжиме и веќе на следниот надпревар во Букурешт одиме без бело знаме, истакна тренерот на женскиот ракометен клуб Вардар Индира Кастратовик. Следниот надпревар ЖРК Вардар го игра на 16 февруари во Букурешт против истоимената романска екипа, што представува и директен дуел за 3-то место во групата. Ова беше се што ви подготвивме во овој дневник. Пријатна вечер од дежурната екипа на Канал Плюс.